Со црковни литургии зутрината започна да се слави успението на Пресвета Богородица и заврши двонеделниот пост за големиот христијански празник. Според верата, мајката Христова Богородица е заштитничка на леунките и на жените им помага при породувањето. Исто така, и жените што немаат деца веруваат дека со милоста на Пресвета Богородица ќе добијат рожба поради тоа што ги посетуваат нејзините цркви, изведуваат некои обичаи, се молат и пренесуваат дарови. Македонскиот народ со повеќе свечености и со народни собири и панаѓури го слави празникот познат како Голема Богородица. Тоа е всушност настанот на нејзиното упокојување. Моментот кога Пресвета Богородица го напуштила овој свет и се преселила повторно кај својот син, односно кај Господ Исус Христос. На овој ден таа предава својата душа на Бога, се преселува во вечен живот и затоа во овој раскошен термин успение се сместени повеќе други термини како на пример упокојување, блаженство, сон, радост. Поради големото значење на Пресвета Богородица за црковната историја, православните христијани се воздржуваат од мрсна храна 2 недели пред празникот. Таа е за нас луѓето мајка не само на Спасителот Христос, туку и на сите луѓе, на сиот народ, зашто таа постојано се застапува за нас пред престолот Божи и токму поради тоа црквата востановила во нејзина чест да имаме двонеделен пост во кој што ние ќе си постиме. Во тој пост, како и сите други пости низ годината, да се очистиме и телесно и духовно и да се подготвиме достојствено за причест. Поради големиот култ што го има Мајката Божја меѓу верниците, овој празник се празнува многу свечено со големи народни собири. Верниците не само во главниот град, туку низ цела Македонија ги наполнија храмовите. Палеа свеќи за здравје и берекет, но и за мир и напредок на сите луѓе. Само здравје. Да, здравје на фамилијата на сите. Години да ни е среќен, секогаш весел, да има повеќе мир, спокојство. Господ здравје да ни дава. Па не само за мене, за моето семејство, за цела Македонија, за целиот свет. Мир, спокојство, благосостојба и најмногу љубов, зашто љубовта е над се. Како што налага традицијата, под црква се оди на ручек кај постарите, но се почесто верниците не готват дома и празникот го поминуваат низ угостителските објекти. Државниот врв испрати честитки по повод верскиот празник. Претседателката Силјановска Давкова, премиерот Мицкоски и спикерот Гаши на верниците им посакаа разбирање, добрина и меѓусебна почит.